Почитувани граѓани, почитувани медиуми, добре дојдовте на централната пресконференција на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на која ќе се обрати генералниот секретар на партијата и носител во изборната единица 3, Љупчо Николовски. Повелете. Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани новинари. СДСМ и коалицијата Можеме води кампања со концепти, со конкретни проекти, со точно изразени бројки. Кажуваме се отворено. Минималната плата беше 9.000 денари. Сега е 14.500, а ќе биде 20.000 денари во нашиот следен мандат. Просечната плата последниот мандат ќе стигне до 34.000 денари. Со такви прецизни планови и бројки би требало да се соочиме со понудата на ВМРО-ДПМН. Но таму има само пропаганда. Полна им е устата со патриотизам. Но запрашајте се дали се вистински или лажни патриоти. Зарем вистинските патриоти гласаат против зголемувањето на минималната плата, против зелената нафта, против секоја можна мерка со која што се враќаат парите назад кај граѓаните, против враќањето на данокот на додадена вредност преку мој ДДВ, против укинувањето на радиодифузната такса. Беа против многу мерки и политики кои што значат враќање на парите назад кај граѓаните. Што е патриот, почитувани пријатели? Некој кој сака татковината и кој прави добро за неа. Дали е патриот тој во чие време стотици илјади македонци си ги спакуваа куферите и заминаа од татковината? Или е патриот тој во чие време се обезбедени сигурноста на државата, признавањето на македонскиот јазик и нација од целиот свет? Македонскиот јазик е официјален јазик на Унијата, на Европската Унија. Тоа е патриотизам за кој се бореле и Гоце Делчев, и Даме Груев, и сите чии имења ВМРО-ДПМН срамно ги злоупотребува. Нивните вековни стремежи и желби се остварени. Македонскиот јазик признаен од сите. Тоа е за историските желби. Но треба да гледаме и напред, кон иднината. Ние сакаме зелена, здрава и европска иднина. На ВМРО-ДПМН не им се битни интересите на граѓаните, ниту пак нивното здравје, ниту заштитата на животната средина, ниту пак земјоделството. Тие ветуваат дека повторно ќе доделуваат концесии за разни опасни рудници. СДСМ со години наназад, заедно со граѓаните, водеше битка против рудниците на смртта, против опасните рудници, за да нема такви рудници повеќе. Концесиите да бидат одземени, за да се заштити животната средина, природата, богатството, здравието, земјоделството, напредокот. А ВМРО-ДПМН упорно и во оваа кампања најавува опасни рудници. Повторно, тоа значи дека профитот им е прв и единствен мотив. Ги интересираат само парите во нивниот джеб, а не во джебот на граѓаните. ВМРО-ДПМН зборува за вишок на администрација, а наместо кратење на министерствата, нуди формирање на ново министерство. Внимавајте, Министерство за енергетика и минерални суровини. Најверојатно им е потребно за да го проведат овој нивен план со опасните рудници. Преполни се советувања на работи кои што веќе и се остварени. Ке набројам неколку. Ке доделувале неповратни средства за млади земјоделци во висина од 20.000 евра. А гласа против Законот за земјоделство и рурален развој, кога ние оваа мерка во собранието ја спроведовме. И таа мерка е веќе реализирана и живее. Младите земјоделци веќе имаат можност за неповратни кредити од 20.000 евра. 100% зголемена поддршката од нивното време. Во програмата им стои дека ќе ја ратификувале Истанбулската конвенција, нешто што досегашниот пратенички собраниски состав го направи уште пред 2 години. Во програмата ветуваат и решавање на проблемот со долговите на општините. Проблем што го реши владата предводена од Зоран Заев. 50 милиони евра беа вратени назад кон општините, за да ги одглавиме општините и за да
го продолжат патот на развојот. Но ВМРО ДПМН и градоначалниците на ВМРО ДПМН ги создаа овие долгови, кои што веќе државата и владата предводена од СДСМ ги сервисираше и го трасираше патот на развојот на општините. Ветуваат укинување на роаминг во земјите во Западен Балкан. А реалноста е дека веќе тоа е договорено и целата јавност тоа го знае. Од 1 јули 2021 година цените во роаминг целосно ќе се укинат. Вакви ветувања, празни и лажни концепти прилегаат само на фейк ньюс партија како нив, кои што не знаеле ниту точно, прецизно да го напишат тоа во нивната програма. Но тука сме да читаме, да коригираме и на јавноста и граѓаните да им ја кажуваме вистината, а не лажните вести. Велат ке има нулта толеранција на корупцијата и владењето на правото. Ова го велат во нивната програма. Нема поголемо лицемерие од тоа партија чиј председател, почесен председател, е осуден криминалец во бегство, во странство. Партија чие што раководство актуелно е секој ден пред судовите, вклучувајќи ги и актуелните носители кои што ги нудат на граѓаните. Денес да ветува токму таква партија, нулта толеранција и корупција или целосно владење на правото е навистина омаловажување на граѓаните. Од Игор Јанушев, кој е под сомнение за проневера на 5 милиони евра, кој го слушаме како ке тепал жени, удирал боксови и ке убивал луѓе. Владење на правото нуди Милошовски, кој бега од судските доставувачи за предметите во кој што е осомничен и обвинен. Или Игор Дурловски, кој предводеше толпа спремна да убива на 27 во собранието, но за пари. Отворете очи, почитувани граѓани. Тоа е понудата и концептот и кадрите на ВМРО Fake News. Имаат празни фрази, копирани мерки и политики. Проекти ветуваат, а тие веќе се реализирани од оваа влада. Полна им е устата со фейк патриотизам, начело со Мицковски, кој само му го грее столчето на бегалецот од Будимпешта. Покажете им го правецот на тие политики во историјата, кај што им е местото. На 15 јули сите ќе кажеме не за истото нереформирано, вакво, лажно, фейк ньюс ВМРО, од кое едвај спасивме глава предходната декада и предходните години. Да не се коцкаме со иднината, почитувани граѓани. Не сега кога имаме поддршката од целиот свет за да одиме напред. Не сега кога сите се наши пријатели, кога имаме сојузници на нашиот европски пат, отварањето на фондови и отварањето на врати, кои што од секогаш за нашите генерации и за македонците и сите останати граѓани биле затворени. За кратко време направивме многу, но можеме уште повеќе и уште подобро. И тоа ќе го покаже, и тоа ќе се покаже веднаш по победата на 15 јули. Заедно со граѓаните продолжуваме одлучно кон сигурната иднина која што ние обезбедуваме, кон Европската Унија и заедно со сојузниците од НАТО, со кои што седиме на иста маса, ќе се развива и нашата економија, и нашата земја, и ќе чекориме напред. ВМРО ДПМН ќе остане во минатото, остануваат во опозиција, за да учат лекции и за да во следниот период се реформираат и нудат нови концепти на граѓаните. Благодарам.